Зимска идила во Скопската зоолошка градина. Сибирските тигри, берберските овци, хималајскиот тар уживаат во поларните температури. Мајмуните, жирафите, кенгурите, рептилите пак се дел од животните кои поради студот се чуваат во потопли простории. Во вакви студени денови им се дава и поголема количина на храна, збогатена со многу витамини, која ја подига енергијата кај нив. Храната за животните се дава по хранителни таблици. Имаме летни и зимски. За овој период по зимските таблици за исхрана на животните, храната се појачува за секое животно поединачно во согласно со видот на животното, а исто така се додаваат и соодветни витамини и минерали во храната. Појачаната храна допринесува да се зголеми енергетската ефикасност на енергијата кај животното, а со тоа и да му биде потопло на животното. Подготовките за вакви температури почнуваат уште од есента. За солништата на животните во зоолошката градина се обезбедени со сопствено грејење, а и новите објекти се енергетско ефикасни, вели Крстевска. Во секое живеалиште, кај што од типот на овие животни кои што се од топлите краишта, се врши загревање на просториите. Загревањето се врши со панелки и со радиатори со струја, некаде е комбинирано, некаде се само радиатори, некаде се панелки и има поставено термометри кои што ја мерат температурата, така да во целиот период на денот работниците ја контролираат колку е температурата во тие живеалишта, во случај на доколку има некој проблем, да реагираат и да интервенираме. Скопската зоолошка градина наскоро ќе се збогати со нови жители, пингвини. Подготовката на нивното живеалиште е веќе во тек, а наскоро ќе биде готов и домот на слонот, информираат од зоолошката градина.